Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови во Македонија е присутна од мај 2005 година. До сега има испроведува вкупно 34 проекти во централните области на Глобалниот еколошки фонд, кои што се заштита на биолошка разновидност, заштита и намалување на климатските промени, меѓународните води, намалување на ерозијата, деградација на земјиште и неразградливи органски зарадувачи, ПОПС, популарно наречени. Во овој период имавме 4 повици за грантови, кои се доделуваат исклучиво на невладини организации за локални активности на локално ниво, во соработка со местното население, да се добијат користи од областа на заштита на животна средина, намалување на сиромаштија и одржливост, значи економски бенефит, социјална подобрена структура. Конкретно проектов во Јагуновци од областа на климатските промени, оперативната програма 6, која што служи за енергетска ефикасност, значи намалување на трошоците за енергија и максимално искористување на енергијата и воведување на обновливи извори на енергија во случајов на соларната енергија од сонцето, топлината од сонцето за загревање на вода. Вкупниот фонд на средства за овие проекти изнесува околу $1,5 милиони американски, од кои што 640.000 се грантови, односно финансиска помош на Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови. Останатите средства од над $800.000 се кофинансирани од останатите чинители кои што учествуваат во проектот. Што значи дека ова го потврдува правилото дека можеби, доколку се сака и се може, а се знае секако, да се постигнат локални резултати за корист на локалното население со кофинансирање, затоа што ГЕФ обезбедува средства, финансиска помош до 50% од потребните за изведување на проектот. На процесот на децентрализација, општините во Македонија презема една скапа одговорност. Тоа е, општините се задолжени да ги плаќаат сметките за енергенси на сите јавни установи кои што се под нивни ингеренции. Тоа се во нашиот случај во општина Јагуновце се основните училишта, градинките, тука е стадионот во општина Јагуновце исто така под ингеренција на општината, домот за деца со специјални потреби во Вратница исто така. Кога се отпочнуваше проектот, ние не знаевме во која општина да започнеме. Значи, најпрво сакавме да одбереме општина која што има голем бенефит од нашиот проект. Исто така општина Јагуновце е општина која што во тоа време имаше голем долг кон ЕСМ во тоа време. Така да општината имаше големи проблеми во подмирување на енергенсите. Сега е случај со уличното осветлување, имаат огромен проблем, тука се обидуваме да им помогнеме повеќе. Би сакал да ги истакнам резултатите од мерењата кои што ги имаме направено од ефектите на самиот проект во јавните институции. Значи, во првата година, во периодот од март 2006 до април 2007, заштедени се, тоа е од општинскиот буџет, заштедени се 225.000 денари. Целиот период на повраток на средствата кои што ние ги имаме вложено во нашите технички интервенции е 3,6 години, што адекватно покажува дека самите интервенции се исплатливи дури и за останатите општини, а и за граѓаните ако
се решат да земат кредит од било кој од банките кои што имаат посебни кредитни линии за активности од областта на енергетска ефикасност и обновливите извори на енергија, и исто така се заштедени, односно намалени емисиите на јаглероден двуоксид од јавните објекти за 64 тони, што се директно знаеме дека јаглеродниот двуоксид е еден од стакленичките гасови кои што придонесуваат за ефектот на климатските промени, а токму и нашиот проект од Глобалниот еколошки фонд е во програмата за климатски промени. Сдруженијето на граѓани проактивуваат Скопје е формирано во 2001 година од млади ентузијасти чија главна цел беше заштита на животна средина. Уште од почетокот одлучивме да работиме на неколку области која засега животната средина, односно на промоција на обновливи извори на енергија, промоција на енергетска ефикасност, понатаму промоција на одржлив транспорт, како и промоција на одржливиот развој. Инаку во изминатите 7 години колку што постоиме, работевме на повеќе проекти. Еден од нив е веќе кај што се наоѓаме во општина Јагуновци, енергетски ефикасна општина, а исто така меѓу позначајните може да ги споменеме проектите кои се работат во областа на одржливиот транспорт. Односно оваа година работевме на новата велосипедска патека низ централното градско подрачје во Скопје, односно поврзување на источниот и западниот крај на градот Скопје, заедно со градот Скопје, Министерството за животна средина, понатаму со донација од британската амбасада, а во оваа цела иницијатива се вклучи и Републичка совез за безбедност на патиштата, на сообраќајот на патиштата. Се наоѓаме во село Вратница пред основното училиште Симче Настовски. Тоа е еден од објектите кој што е опфатен со проектот енергетски ефикасна општина, кој што е финансиран од програмата за мали грантови на ГЕФ и од норвешката влада. Партнери на проектот се Nansen Dialogue центар, локалните самоуправи на општина Јагуновци и општина Шутооризари, како и норвешките Friends of the Earth. Причината поради која што сме дојдени овде е една